Ја контактиравме Моника Станојкова Стар во врска со ексклузивната изјава на Зоки Давидков за Хајп Македонија, каде што ни откри дека Станојкова му дужи одредена цифра за надградба на коса. Зоки Давидков е име кое доста често го слушаме во кругот на јавните личности. Ние не можевме, а да не го прашаме, за градските муабети дека некој од јавната сцена му останал должен. Односно дека Моника Станојкова, позната како Станојкова Стар, не му платила за услугите кои ги добила од него. Со горка насмевка Зоки ни ја раскажа приказната и нејзиниот тек, а она што посебно го изреволтирало е тоа што наводно Моника веќе неколку месеци го лажала. Може ли да ми раскажеш драмата што си има случајно помеѓу тебе и Моника Станојкова? Не, помеѓу мене и Моника нема апсолутно никаква драма. Значи, ние додека сме соработувале, не сме имале соработка бесплатна, него она е била клиентка во нашиот салон. Моника е знамо многу мала, пошто е од Штип. Меѓутоа, драма во салонот се нема случајно. Тоа е случка што јас ја напишав и кај мене на стори, затоа што не пишувам такви работи, меѓутоа ова ми извади од такт. Не случката за парите што ги должи, меѓутоа за лагите со кои се користеше она цело време. Мислам, тоа е стварно јадно, бедно, мизерно. Сакам искрени луѓе, биди искрени, кажи немам во моментот, чекаме една година, ќе го платам долгот. Ама секојдневно ти сама да ме малтретираш мене и да измислуваш милион приказни. Значи, утре излези таму, чекај, ваму да ти ги донесам парите. Ни таму чекај, ни ваму. Дома ли си? Да. Не сум дома, идам од Скопје, ај мајка ти нека искочи на улица, ја викам сум на пат, ај да ја дадам, мајка ми искаше у 11 ноќе, не, ја нема. Разбираш, такви некои секи се јави татко ми да се слушнеш со него, ми се јавува некој човек што се представува како татко и за среќа го познаваме татко и го прашуваме, човекот нито ми се јавил ни ништо. Значи она некоја друга особа ми се јавува што се представува како нејзин татко да ме замоли да ја почекам уште некој ден. Мислам, тоа веќе станаа месеци и мене тоа ме изиритира. Кога ќе пуштам пари на сметка, сумата што ја праќа без 3 нули, пушта 40 денари на сметка и тоа не е единствено што се случило со мене. Значи, она тоа константно го правила со некоја туристичка агенција, била на суд, пошто ја кога отидов во суд да поднесам пријава. Затоа ми рекоа дека она веќе има такво дело. Не сакам користење на такви лаги, сакам искрени луѓе, ние сме тука, не сме за еден ден, сите сме клиенти и соработници постојано, меѓутоа користење на такви некои грозни манипулации, дека мислиш дека си многу паметна и дека си некој зезнала, не. Некој да зезнеш, ти што си се појавил вчера, а некој што е во оваа професија 20 години, не можеш така лесно. Можеш само да мислиш и да преспиеш една ноќ. Со таа мисла дека си ти многу паметна, утре ден да се све дознава. Сега заклучивме дека она ти должи пари, така? Уште има јавна покана од мене. Слободно да дојде. Уште колку должи? Знае он уште колку да должи. Знае, да, тој е сигурно една недела или две у реално шоу да седи и да се раздолжи. Да, јавна покана слободно да дојде, значи никој ништо нема да ја каже, тоа е долг, доаѓаш поштено за да утре се сретнеме у Штип у Скопје, да се погледнеме. Да, така. Дали повторно би ја прифатил како клиентка во иднина? Не само не, никој такви што не се искрени, не. Значи имаме ние список на клиенти кои што ќе закаже термин, пример, нема да се појави, ќе закаже втор пат, нема да се појави, ќе добива црвен картон. Нема потреба ти веќе 2 термина, губиш време на децата кои што работат во салон, закажуваш термин, тоа е време и пари, значи ако ти не го цениш нашето време, зашто ја би те привил по трет пат во салон? Так. А вистина е дека незиниот татко, вие сте му помогнале да работи кај твоја роднина во... Не, нема врска. Човекот го познава, работеше, да, кај моја тетка, пекара, да. И човекот не живее сега овде, да, и оттаму го познавам, па така ми дојде идеја да го исконтактираме, дали он стварно разговарал со мене, он ми каже не. А каков коментар има Моника Станојкова на сето ова што го изјави Зоки Давидков, останете до крај да дознаете. Имаше недоразбирање, имаше точно, јас не викам моја грешка беше, али он превише избрза работата, не сакаше да ме дослуша и падна, а можеше да се заврши на многу по-друг начин. Разбираш ме, не е било со цел јас да сакам нешто да му наштетам, далеко било, него испадна такво недоразбирање и затоа дојде целата ситуација. А ја инаку сум без клиентки, не сум 3-4 години.
Дали сограѓаните ќе си го решат проблемот меѓу себе или ќе ја известат јавноста за договорот што можда ќе го постигнат во меѓувреме. А и дали Моника наскоро ќе го посети салонот на Зоки за да му однесе одредена сума која што му ја дужи веќе некој период. А за да дознаеме, ни останува да ја следиме ситуацијата. Останете со Хајп МК. Јас ја напишав и кај мене на стори затоа што не пишувам такви работи, меѓутоа ова ми извади од такт не случката за парите што ги должи, меѓутоа за лагите со кои се користеше она цело време. Мислам, тоа е стварно јадно, бедно, мизерно. Сакам искрени луѓе, биди искрени, кажи немам во моментот, чекај ме 1 година, ќе го платам долгот. Ама секојдневно ти сама да ме малтретираш мене и да измислуваш милион приказни. Значи, утре излези таму, чекај, ваму да ти ги донесам парите. Ни таму чекај, ни ваму. Дома ли си? Да. Не сум дома, идам од Скопје, ај мајка ти нека искочи на улица, ја викам сум на пат, ај да ја дадам, мајка ми искаше у 11 ноќе, не, ја нема. Разбираш, такви некои секи се јави татко ми да се слушне што него, ми се јавува некој човек што се представува како татко и за среќа го познаваме татко и го прашуваме, човекот нито ми се јавил ни ништо. Значи она некоја друга особа ми се јавува што се представува како нејзин татко да ме замоли да ја почекам уште некој ден. Мислам, тоа веќе станаа месеци, мене тоа ме изиритира. Као ќе пуштам пари на сметка, сумата што ја праќа без 3 нули, пушта 40 денари на сметка и тоа не е единствено што се случило со мене. Значи, она тоа константно го прават со некоја туристичка агенција, била на суд, пошто ја кога отидов во суд да поднесам пријава. Затоа ми рекоа дека она веќе има такво дело. Не сакам користење на такви лаги, сакам искрени луѓе, ние сме тука, не сме за еден ден, сите сме клиенти и соработници постојано, меѓутоа користење на такви некои грозни манипулации, дека мислиш дека си многу паметна и дека си некој зезнала, не. Некој да зезнеш, ти што си се појавила вчера, а некој што е во оваа професија 20 години, не можеш така лесно. Можеш само да мислиш и да преспиеш еден ноќ. Со таа мисла дека си ти многу паметна, утре ден да се све дознава. Сега заклучивме дека оно ти должи пари, така? Уште се уште до ден денес јавна покана од мене. Слободно да дојде. Уште колку должи? Знае оно уште колку должи. Знае, да, тој е сигурно една недела или две у реално шоу да седи и да се раздолжи. Да, јавна покана слободно да дојде, значи никој ништо нема да и каже, тоа е доаѓаш поштено за да утре се сретнеме уште по Скопје, да се погледнеме. Да, така. Дали повторно би ја прифатил како клиентка во иднина? Не само не, никој такви што не се искрени, не. Значи имаме ние список на клиенти кои што ќе закаже термин, пример, нема да се појави, ќе закаже втор пат, нема да се појави, ќе добива црвен картон.